Подобро е да има намалување на цените отколку зголемување. Ова е реакцијата на премиерот Мицкоски за мерката есенска потрошувачка кошничка за ограничени маржи на производите која што истекува на крајот на месецов. Тој вели дека намалувањето на трошоците по семејство од 900 денари кое го објави министерот за економија Бесер Дурмиши не е доволно, но дека како влада ќе се трудат за штедите за секое домаќинство да достигнат и до 2000 денари. Според него ефектите се поголеми ако се земат во предвид зголемувањето на платите и падот на инфлацијата. Математички ако гледаме повеќе од нула, а е подобро да е намалено него да е зголемено како што беше случајот до пред неколку месеци. И сега замислете што се случува во овие 4 месеци од оваа влада. Платите повторно растат со истата динамика, како што раста и претходно, со таа разлика што сега Народната банка 2 пати ја намалува референтната каматна стапка, а инфлацијата се движи на ниво меѓу 2 и 2,5%, нешто што беше мисловна именка за претходната влада, бидејќи бевме рекордери во инфлација во Европа, кога имавме инфлација над 20%. Мицкоски истакна дека владата е фокусирана на тоа да ги зголемува платите во администрацијата, а да ги ограничи и примањата на функционерите. Посочи дека за мерката да не растат платите на функционерите ќе разговараат во рамки на владата, а еден од начините бил да се намалат коефициентите за пресметка. Ќе разговараме со внатре во рамките на владата да видиме дали ќе биде тоа со намалување на коефициентите. Битно е да нема зголемување. Тоа е важно. Се како ќе биде принципот ќе видиме. Можно е да остане овој процент од 78%, бидејќи кажувате да нема зголемување. Дали ќе остане она 70%? Предпоставувам мислите на она одлука на Уставниот суд која што ја донесе кога беше владата на СДСМ и ДУИ. Уставните одлуки мора да се почитуваат. Предпоставувам владата на СДСМ и ДУИ ја почитува таа одлука, а ние со ова замрзнување го намалуваме тој процент од година во година за да дојдеме на процент еднаков на нула. Мицкоски потсети дека во изминатите 4 месеци се зголемени пензиите. Примањата на пензионерите веќе се покачија за 2500 денари, а ќе добијат и дополнителни 2500 денари месечно почнувајќи од март следната година. Зголемени примања имаат и наставниците, а може да очекуваат и вработените во здравството.